Ненавремено се реализираат огласите за продажба на парцели за изградба на куќи и на објекти за мало стопанство во општина Зрновци. Локалната самоуправа ја нема добиено потребната согласност од Министерството за транспорт и врски, за да може сама да ја води постапката, па секоја продажба мора да се пријавува во Скопје и оттаму да се распишуваат огласите. Од локалната самоуправа велат дека се работи за сериозна пречка, поради која не може во соодветен момент да им се понудат парцели на потенцијалните купувачи, ниту пак да се остварат очекуваните приходи. Кога ние сакаме да речеме да извршиме објавата од страна на транспорт и врски, дали и тие немаат мислам слободно или можност да ги направат тие објави, бидејќи шпицо беше во летните периоди кои имавме тука од мислам дојдени од кои се на привремена работа во Италија и во другите држави, така да сега пред нова година пак очекуваме да дојдат тие луѓе кои што има интерес за во зоната за мало стопанство и за индивидуално домување. А ние како општина фактички тие ни се приходи кои што очекуваме да извршиме уредување на тоа градежно земјиште. Општина Зрновци веќе доставила барање до Министерството за транспорт и врски за да се изврши објава на градежни парцели. Се планира за продажба да се понудат 2 плаца во зоната за мало стопанство и 3 со намена за објекти за индивидуално домување. Со тоа би се исполнил скромниот план за продажба на парцели за оваа година, а општинската администрација веќе ја изготвила програмата за располагање со градежното земјиште за до година, што треба да ја одобри Советот на општината. После нова година фактички ние како општина ќе треба да добиеме согласноста, бидејќи ќе имаме и доделување на градежно земјиште на кое се веќе изврши легализација на куќи од индивидуално домување кои што се водат на Република Македонија, ама тоа ќе биде со непосредна спогодба меѓу општина Зрновци и корисниците на тоа градежно земјиште. Според Николов, со програмата за располагање со градежното неизградено земјиште се планира да се дооформат неколку градежни парцели за индивидуално домување, како и во зоната за мало стопанство. Во оваа зона веќе се продадени 6 градежни парцели, од кои на едната веќе е изградена млекара, а на другата објект за откуп на жито.